2015-та ќе остане запаметена и по поплавите кои на почетокот на годината зафатија неколку региони во државата. Најголемата житница Пелагонија подолг период беше под вода, при што беа нанесени големи штети како на земјоделското земјиште, така и на повеќе објекти. Обилните врнежи од дожд беа причина за излевање на повеќе реки, кои предизвикаа проблеми во општина Битола, Новаци, Могила и Прилеп. Деноноќно се следеше ситуацијата и се интервенираше на повеќе начини. За спречување на уште поголеми штети беше вклучена тешка машинерија, интервенираа надлежните институции, а беше вклучена и војската и локалното население. По немилите настани следеше и процена на штетите. 100% беа обештетени земјоделците и домакинствата, чии имоти посев беше оштетен од невремето и разорните поплави кои се случија во јануари и февруари годинава. Владата со поддршка од Европската унија обезбеди средства во висина од 10 милиони евра и за обнова на оштетената инфраструктура, односно патиштата, водоводните системи, малите брани, а во текот на летниот и есенскиот период беше спроведено и чистење на речните корита, како и санација на пропустите кои настанаа за време на поплавите. Организирањето на земјоделското производство за 2015 година, кое започна минатата есен, беше соочено со многу пропратни проблеми. Големата количина на врнежи, поплавите не дозволија сите агрооперации да течат онака како што доликува на едно големо земјоделско производство. Големи штети беа предизвикани кај житните растенија од есенската сеидба, но штета исто така беше предизвикана и кај површините подготвени за пролетна сеидба. Иако доцнеше, сепак и есенската сеидба помина во најдобар ред. Сепак да ги оставиме поплавите на почетокот на годината, која денеска ја завршуваме.